Времето на пораките ќе средиме и ќе се јаваме завршено. Во оваа држава веќе нема место за врски, непотизам и заштита од одговорност. Законот важи за сите, без разлика дали се работи за обичен граѓанин, функционер или бизнисмен, порача премиерот Христијан Мицкоски на одбележувањето на 7 мај, денот на македонската полиција. Според него не смее да се заборави како изгледало секојдневието пред неколку години кога криминалците се шетаа слободно. Државата молчеше, а луѓето живееа со чувство на немоќ. Наша задача е да ги отвориме очите преку професионална, етичка и непоткуплива полиција. Полиција која ќе го гони криминалот, без оглед на тоа дали стои зад маска, позиција или пари. И токму затоа инвестираме и ќе продолжиме да инвестираме во полицијата, во нашите полициски сили. Ќе вложуваме во технологија, опрема, обука, но и во достоинство што ви припаѓа. Вашата мисија е света. Македонската полиција покажа дека може. Министерството за внатрешни работи повеќе не е затворена институција, туку работи рамо до рамо со граѓаните, порача првиот полицаец Панче Тошковски. Според него безбедноста не е привилегија, туку темел на едно здраво општество, додавајќи дека македонската полиција ќе продолжи да се менува, расте и подобрува, со цел да стане символ на редот и правдата. Случајот адитиви, во кој се пријавени 23 лица, е символ на тоа дека нема недопирливи кога се работи за злоупотреба на државни пари и ресурси. Во координирана акција минатиот декември е разбиена една од најопасните криминални структури, чии членови учествувале во повеќе од 8 убиства и сериозни закани кон затворски службеници. Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев испрати порака до раководните лица во Бирото дека функцијата не им е штит и дека никој не е над законот. Вели најважно е што надлежните почнале најрешителна борба против криминалот и корупцијата. Што значи да се биде полицаец? Тивкиот херој, онаа личност која стои секогаш помеѓу опасноста и граѓанинот. Често незабележан, но секогаш присутен во најтешките мигови. И денес, кога ја носам одговорноста како директор на Бирото за јавна безбедност, ги носам истите вредности. Честност, лојалност, правда. Верувам во идејата дека полицијата е чуварот на државата и дека униформата и значката што ја носиме е символ на гордост, чест и одговорност, а не на моќ. На одбележувањето на денот на полицијата посебен акцент беше ставен и на трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, во кој МВР по сеопфатна истрага поднесе кривични пријави против 70 луѓе, меѓу кои актуелни и поранешни министри, градоначалници, раководители, полициски службеници.